Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате третиот дел од книгата Одбрани ајети од чесниот Куран. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Чесниот пратеник на Исламот. Пратеникот бил во Мека во април 570 година. Му било дадено името Мухамед, што значи фалена личност. Кога пратеникот наполнил повеќе од 30 години, Божјата љубов почнала се повеќе да го обзема. Бунтувајќи се против многубоштвото и против обичаите на луѓето од Мека, тој одбрал редовно да размислува во пештерата, оддалечена 2 или 3 милји од Мека. Кога имал 40 години, ја примил својата прва објава. Во овие први ајети на чесниот Куран му било наредено да го прогласи името на еден Бог, кој го создал човекот и во неговата природа посеал семе на својата лична љубов и на љубовта на луѓето. Во овој ајет исто така било кажано дека светот ќе стекне секаков вид на знаење преку перото. Овие ајети се мал чесен Куран. О веровеснику, ние тебе те пративме како сведок и носител на радосни вести и како оној кој предупредува. И како оној кој повикува кон Аллах по неговата наредба. И како сјајно сонце. И подари им на верниците радосни вести дека ќе имаат голем благодат од Аллах. Ти кажи, о луѓе, јас сум на вистина на сите вас Аллахов пратеник, на кого му припаѓа власта на небесата и на земјата. Нема Бог освен Него, Он живот и смрт дава. Затоа верувајте во Аллах и во Неговиот пратеник, веровесник неписмен, кој верува во Аллах и Неговите зборови, и следете го Него за да бидете упатени. А ние тебе те пративме како носител на радосни вести и оној кој предупредува за сите луѓе, но мнозинството на луѓе не знаат. А сигурно за тебе е наградата непрекината. И ти несомнено поседуваш високи морални одлуки. Мухамед не е татко на ниту еден од вас луѓе, туку Аллахов пратеник и печат на веровесниците, а Аллах има добро знаење за сите нешта. Навистина, во пратеникот е убав пример за оној кој се надева во Аллах и во денот суден и кој го спомнува Аллах многу. Аллах и неговите мелеки праќаат милост на веровесникот. О, вие кои верувате и вие со благослови, со салавати, привикувајте на него и со селам поздравувајте го многу. Мухамед е Аллахов пратеник, а оние со него се строги кон неверниците, а благи меѓу себе. Ти гледаш како се свиваат и паѓаат на сежда, барајќи ја благодата и задоволството Аллахово. Нивниот знак е на лицата нивни, трак на нивното паѓање на сеќда. Таков е примерот нивни во Тевратот, а во Инџил тие се како зрно кое ќе ги пушти своите гранки и потоа се усовршува и станува силно и цврсто стои на своето стебло, го радува земјоделецот, за да он ги налути неверниците. Аллах им ветил на оние од нив кои веруваат и прават добри дела, прошка и награда голема. Ти кажи, ако го сакате Аллах, следете ме мене. Аллах ќе ве сака и ќе ги прости гревовите ваши. Аллах најмногу простува и милостив е. Ти кажи, покорувајте му се на Аллах и на пратеникот, па ако тие се свртат, тогаш Аллах навистина не ги сака неверниците. О пратенику, пренеси го доброто она што ти беше објавено од Господарот твој,
Ако тоа не го направиш, тогаш не си ја пренел неговата порака. А Аллах ќе те заштити од луѓето. Сигурно Аллах не го упатува народот невернички. Обожавање. Првиот столб на исламот е верувањето во Божјото единство, а другиот е намазот. Намазот е најмоќното средство за засновање и засилување на човековиот однос со неговиот Создател и приближување кон него. Тоа е динамичен феномен. Бог ги слуша и ги прима довите. Исламскиот концепт за дова е душата на личноста која се моли потполно и понизно да се предаде на цврсто верување во Аллаховите благодати, милоста и моќта. Во обожавањето нема потреба за посредник помеѓу човекот и неговиот Создател. А ним не им било наредено друго освен Аллах да го обожаваат, искрени во верата да му бидат, секогаш не му наклонети, и намаз да извршуваат, и зекат да даваат. А ова е учење на верата, која е исправна и води кон исправното. А јас не ги создадов джиновите и луѓето, освен мене да ме обожаваат. Клањај намаз кога сонцето почне да се спушта, до ноќна темнина, и давај важност на учењето во сабах. Навистина учењето на Куран на сабах има сведок. И во делот од ноќта, исто така, со овој Куран, клањај тахаџуд. Ова за тебе ќе биде доброволно, нафл. Наскоро твојот Господар ќе те стави на место на кое ќе те фалат. Чувајте ги своите намази, а посебно средниот намаз, и пред Аллах понизно стоите. Пост. Во честниот Куран, постот е пропишан од изгреј сонце до заоѓање на сонцето во месец Рамазан. Постот е таков начин на воспитување кој ја зголемува богобојазливоста и го прави патот полесен за оној кој бара да се искачува во духовни височини. Оној што пости станува свесен за сите Божји благодати и постот така му помага на човекот благотворно да ги искористи за човештвото. О, вие кои верувате, пропишам вие постот, како што им беше пропишан на оние пред вас, за да бидете богобојазливи. Одреден број на денови, а ако некој од вас е болен или патува, нека пости изброј во другите денови. А на тие кои не можат да постат, откуп, фидија е да нахранат еден сиромав. А кој доброволно направи некое добро дело, тоа е подобро за него. Ако постите, тоа е подобро за вас, само да знаете. Трошењето на Аллаховиот пат. Главното собирање пропишано во честниот Куран, својата цел ја означува со самото свое име – зекат. Овој збор значи она што чисти и одгледува. Кога од целиот имот се одвојува еден дел за општеството, остатокот од имотот ќе биде чист за неговите сопственици. Тогаш тој собран имот се троши за добробит и за служење на џемаатот и општеството. Така се негува општеството. Зекат е третиот столб на исламот и поради ова е јасна важноста на оваа должност која исламот ја наредил на човекот за неговите пријатели. И намаз клањајте, и зекат давајте, и со оние кои се наведнуваат, и вие наведнувајте се. Затоа на ближните дајте им го нивното право, и на сиромашните, и на патниците. Тоа е најдобро за оние кои го бараат Аллаховото задоволство, тие ќе успеат. И во нивниот имот бил еден дел за просјакот и за сиромашниот кој не бара. И оние во чии имоти е еден одреден дел за просјакот и сиромашниот кој не проси. Садака е само за сиромашните и бедните, и за оние кои се собираат, и за оние чии срца треба да се привлечат кон верата, и за ослободување на робовите, и за оние во долгови, и за оние што се трошат на Аллаховиот пат, и за патниците. Ова е Аллаховата одредба. А Аллах е сезнаен, мудар. О, вие кои верувате, трошете од она што ние ви го подаривме пред да дојде денот во кој ќе нема ниту купување, ниту продажба, ниту пријателства, ниту посредување, а оние кои не веруваат, силници се. Пример на оние кои својот имот го трошат на Аллаховиот пат е како пример на зрно
од кое ќе изникнат 7 класа, во секој клас 100 зрна. Аллах тоа понатаму го зголемува на кого он сака. Аллах е дарител на зголемувањето и има трајно знаење. За оние кои својот имот го трошат на Аллаховиот пат, па за тоа што го потрошиле не приговараат и не навредуваат, награда е кај Господарот нивни и над тоа ќе нема страф, тие нема да тагуваат. А оние кои својот имот го трошат во барење на Аллаховото задоволство и да ги зацврстат своите души се како градина која е на високо место. Силен дожд ќе заврне на неа, а таа ќе даде двојно повеќе плодови. А ако на неа не падне дожд, тогаш и роса е доволна, а Аллах знае што вие правите. Оние кои својот имот го трошат деноноќно, тајно и јавно, за нив ќе биде награда кај Господарот нивни, над нив ќе нема страф, тие нема да тагуваат. Слушајте, вие сте луѓе кои сте повикани да трошите на Аллаховиот пат, меѓу вас е скржавиот. А кој е скржав, навистина скржави и против својата душа. А Аллах е независен, а вие сте сиромашни. А ако го свртите грбот, он наместо вас ќе доведе друг народ, тогаш тие нема да бидат како вие. Аджилак и Каба, хач и Божја куќа. Чесниот Куран им наредува на сите муслимани да извршат аджилак во Мека еднаш во текот на својот живот, ако тоа можат да си го дозволат и ако е мир на патот. Центарот на аджилокот е Каба, која според чесниот Куран е прва изградена куќа за обожавање на Бог. Целта на аджилакот е во умовите на муслиманите да се создаде чувство на интернационално братство и низ извршување на одредени обреди во умовите на аджиите да биде втиснато дека Бог треба да биде централна точка на нивните животи. Навистина оние кои не веруваат и одвраќаат од Аллаховиот пат и од Месџидул Храм, кого ние го направивме за корист на сите луѓе, оние кои во него пребиваат поради Бог и оние кои се од пустината, тие сите се еднакви, а кој во него скриено се обидува со насилство, ние ќе му дадеме да вкуси казна болна. И кога ние на Ибрахим му го направивме местото Каба, говорејки, не придружувај ми мене ништо, и очистија куќава моја за оние кои прават таваф, и оние кои стојат, и оние кои се наведнуваат, и оние кои паѓаат на сеџда. Прогласи им го на луѓето аджилакот, тие ќе ти доаѓаат и пешки, и на животни зајавање, слаби поради уморот од долгиот пат, тие животни зајавање и нешта ќе доаѓаат од секој нерамен и долг пат. Таму да бидат сведоци на својата корист и името на Аллах да го спомнуваат во познати денови над овие доброчинства, што Он им ги обезбедил преку овие животни и добиток. Затоа јадете од ова вие и најадете ги бедните и сиромашните. Потоа, нечистотија на гревот нека од себе ја симнат и нека ги исполнат заветите своји и нека обиколуваат околу храмот древен. Во неа се знамиња јасни и знаење местото Ибрахимово, а кој во неа влезе, безбеден е. Правото Божјо е над луѓето да извршуваат аджилак на неговата куќа, кој има можност да оди до неа, куќа. А кој одбива, па Аллах е независен од сите светови. Месеците на аджилак добро се познати, затоа на оној кој реши да направи аджилак во овој месец, во текот на аджилакот не му е дозволен срамен говор, ниту некаков неморал, ниту било каква караница. А какво доброчинство и да направите, Аллах тоа го знае. И подгответе се за пат, а сигурно дека најдобра опрема е богобојазливоста. И плашете се од мене, о луѓе со разум. Денес го завршивме третиот дел од книгата Одбрани ајети од чесниот Куран. Еселаму алейкум.